А сега е време веќе да го поздравиме и да ви го најавиме нашиот следен гостин, кој што ни доаѓа од клиниката за травматологија при клиничкиот центар Мајка Тереза. Станува збор за доктор Игор Меджановски, субспецијалист травматолог. Докторе, добро јутро. Добро утро. Ви благодарам однапред што дојдовте во нашето студио и што ќе одвоите така една половина час за нашите гледачи, да ги информираме пред се за она област во која што сте која што е ваша специјалност, може да се каже, а тоа се повредите и болестите на рбетниот столб. Благодарам на поканата. Се надевам дека ќе пренесеме неколку пораки до вашите гледачи. Јас сум убедена во тоа, со вас разговорот ќе го води Суза. Сакам само од почеток да ве прашам како да ги превенираме и болестите и повредите на рбетниот столб, или лајче кажано како да го заштитиме, да ни биде здрав. Рбетниот столб знаеме дека е столбот на целиот човечки организам. Современото живење наметнува да имаме зголемен број на болести на рбетниот столб. Превенирањето е вежбањето, намалената телесна тежина и се разбира внимавање на екстремните спортови, сообраќајки, такви работи кои што да не експериментираме многу, да се седиме мадро поарно, да. Сузе, повели. Благодарам многу, поздрав и од мене, добре ни дојдовте, доктор Меджановски. Драго ми е што ќе говориме на тема на која долго време не сме проговориле, повредите, како се превенираат повредите на рбетниот столб, и самите кажавте дека современиот начин на живење, целата оваа модерна технологија, мобилните телефони, компјутерите придонесуваат да ние бидеме долго време позиционирани во една ситуација и со тоа си правиме несвесно и проблем со рбетниот столб. Се разбира, тука има многу што да се каже, но во кој стадиуми и при каков вид на повреди веќе е неизбежна и неопходна хирургијата? Хирургијата е неопходна ако настане повреда на рбетниот столб. Тие повреди се високоенергетски, од типот на сообраќајки, паѓање од височина. Исто така имаме повреди на рбетниот столб што настануваат при остеопороза на одредена категорија на популација, на повозрастната популација. Порано имавме кај женскиот род, сега веќе имаме и кај машкиот род. Зависностите од типот на алкохол ја намалуваат конзистенцијата на коската, со тоа што ја зголемуваат можноста од скршеници кои што настануваат во рбетниот столб. А ако настане скршеница која што ќе го компромира каналот кај што се наоѓа рбетниот мозок, тогаш настануваат невролошки симптоми кои што се прв знак дека треба да се направи хируршка интервенција. Кои медицински центри во Македонија се специјализирани за лекување на повреди на рбетниот столб? Клиниката за травматологија, ние веќе од 2012 година формиравме еден спинален центар, каде што сме неколку хирурзи во тој спинален центар, или за да ме разберат вашите гледачи, тоа е центар за повреди на рбетниот столб и болести на рбетниот столб, каде што ги третираме. Дел на ортопедија имаме еден колега кој што исто така се бави со оваа проблематика. Имаме колеги кои што работат во Охрид, во Охридската болница Свети Еразмо, кои што се бават со оваа проблематика и неурохирургија. Но центарот за повреди на рбетниот столб, каде што ги изгрижуваме скоро сите повреди на рбетниот столб и болестите кои што настануваат на рбетниот столб, е на клиниката за травматологија. Така, знаеме ли со колкава бројка на доктори, специјалисти, хирурзи имаме кои што се оспособени за ваков вид на сложени операции? Ние не сме многу, можеме на една рака да се изброиме, но имаме млади специјалисти, млади специјализанти кои што веќе полека навлегуваат во оваа проблематика и мислам дека со тек на време, како што повеќе ја развиваме оваа гранка кај нас, така да ќе имаме повеќе хирурзи кои што ќе се бават со
лекувањето на арбетниот столб хируршки. Да. Имаме ли во нашава земја спинален центар и со каков капацитет работи? Спиналниот центар е во склоп на клиниката за травматологија при универзитетската клиника на Тоари Луц Мајка Тереза и работиме со колку што можеме да работиме, затоа што сме заедно со и другите повреди на коските, така на тој начин намален ни е бројот и не можеме да ги изгрижиме сите повредите ги изгрижуваме, но дегенеративните промени на арбетниот столб кои што треба хируршки да се лекуваат, немаме капацитет да ги сите на време лекуваме. Да. Бидејќи сме и контактна емисија со гледачите, имаме еден голем дел од нашиот простор секое утро во кој што им даваме можност да си ги искажат сите своји искуства, сите забелешки кои што ги имаат, сите слабости на системот без разлика дали се од областа на здравството или се од некоја друга област. Често пати ги отвараме темите за здравството и има доста забелешки од гледачи дека принудени се во многу случаеви да чекаат, да бидат на листа на чекање за конкретни интервенции. Зошто има вакви листи на чекање? Па листите на чекање се затоа што, да не кажам дека здравствениот систем наназад со влегување на партизацијата на самото здравство допринесе да се менуваат и министри, да се менуваат структурите, раководните структури. И тука мислам дека настана некој си дисбаланс во здравствениот систем, каде што здравството стана една многу слаба карика во нашето општество. И исто така ослабувањето, условите кои што не ги даваат на здравствените работници, одливот на здравствен кадар, лекарите кои што од натрешноста ги напуштаат здравствените установи и концентрацијата на сите пациенти во терциерното здравство и кај нас, каде што ние не можеме да постигнеме и затоа е зголемена листата на чекање. Така. Минатиот месец медиумите обелоденија информација дека 3 дена операционите сали на хируршките клиники не беа во функција поради технички проблем, ако добро помнам. Од прва рака би можеле да ни откриете зашто стануваше збор и зошто беа одлагани многу операции? Па мислам дека околу 2 или 3 дена имавме проблем со доводот на кислород во операционите сали. Се работеше за некој проблем кој што и самите инсталатори и одржувачи на системот не можеа да откријат што се работи. И на крајот дојдоа до заклучок дека самата инсталација е веќе во заменување, треба да се промени, пошто е веќе околу 50 на години старост. Така. Исто така една од постојаните забелешки и на нашите гледачи, а и на јавноста е дека и стручната фела тоа го коментира цело време, па и пациентите алармираат за нефункционалност на медицинската опрема, не работат апарати и затоа пациентите се принудени да бараат решенија во приватните клиники, што сето тоа ги чини, значи, по нивниот буџет. Како може една земја која што е аспирант на ЕУ да си дозволи да има неспособна апаратура и како вие ги лекувате вашите пациенти во вакви услови? Имаме проблем со апаратурата, тоа е точно, затоа што апаратурата веќе не е стара. Сервисите за оваа апаратура многу тешко одат, се губат доста време за сервисирање. Среќа е што нашиот ентузијазам е на високо ниво, па така да помеѓу клиниките некогаш и си позајмуваме апарати за да ги извршиме хируршките интервенции. Успевате? Да, сега за сега да.
секоја чест. Вие сте меѓу останатото и дел од Централната здравствена комисија на ВМРО ДПМН е партија која ги освои овие избори со ветувања за меѓу останатото и подобро здравство, кое што е клучен сегмент и подобри здравствени услуги за граѓаните. Што според вас треба да се подобри во македонското здравство или конкретно во дејноста во која вие сте специјалист? Овде би сакала малку повеќе да се задржиме, бидејќи знам дека гледачите да имаат можност, истото би сакале и вам да ви го постават, бидејќи долго време чекавме да се случат одредени промени, за да навистина се врати вербата на овој народ, за да немаме толку одлив на млади луѓе, за да можат возрастните или највозрастната категорија на граѓани да имаат достоинствено старење, да не мораат да бараат навистина, да креваат кредити и да продаваат имоти за да се лекуваат по приватното здравство. Точно, имавме доста такви случаеви и медиумски вие ги прикажувавте таквите случаеви. Како дел од Централната комисија за здравство на ВМРО ДПМН, ние направивме еден скрининг, една програма, која што се надевам дека ќе успееме да ја тоа што ветивме на граѓаните, дека ќе успееме да го направиме. Прво што сакам да кажам е тоа што во дел од таа програма имаме 4 клинички центри, меѓу кои што е Штипската болница, која што е неизградена долго време. Секој раководен кадар кој што доаѓа на чело на Министерството иде у Штип, се слика и таа е останата незавршена. Тамо треба да се заврши таа болница, да се донесе софистицирана, да се доекипира, да се направи една сериозна болница која што источниот дел ќе го покрие. Другиот дел е клиничката болница универзитетска во Скопје, која што требаше да биде нова, да се направи дел, па нели знаеме сите тие работи кои што го стопира новиот клинички центар. Тоа беше дел привремено решение, но ќе помогнеше многу за да ги немаме тие листи на чекање и да лекувањето е нели по-европско како што сите сакаме да биде. На клиниката, универзитетската клиника треба да донесеме софистицирана опрема, да се доекипираме, да го зголемиме персоналот, техничкиот, сестрите, болничарите, треба да обрнеме големо внимание на тој персонал, зашто без тој персонал ние не можеме да функционираме. Исто така, клиничката болница во Тетово треба да добие софистицирана опрема, да се доекипира, да се поврзе со универзитетот во Тетово и да почне да продуцира кадри кои што ќе допринесат за подобро здравствено лекување. Исто така, ова градската општа болница 8 септември ќе биде како втор клинички центар, поддршка на клиничкиот центар кој што Мајка Тереза, и исто така ќе имаме доекипирање, се прави скрининг на тој дел, па се надевам дека ќе успееме да посакувам вистински да успеете во сите заложби. Благодарам. Што е со кадарот? Зошто нема обука за доктори? Обука за доктори нема затоа што тоа го прекина. Ние одевме на обука на доктори. Јас сум еден таков кадар кој што беше околу 2 години во Германија на обука, една година во Турција. Нема никакви обуки за кадар. Тоа е нешто кое што ќе треба сериозно да го вметнеме сега во новата програма која што ќе биде за лекарите. Така, да се надеваме дека ќе се случи што поскоро. Деновиве во фокусот на јавноста се сите случувања околу клиниката за токсикологија. Јавноста е добро информирана, односно превирањата околу вработувањата на нестручни кадри. Зошто се дозволи да се вработуваат нестручни кадри без соодветно образование во секторот во кој буквално животот ни зависи? Во програмата за здравство при ВМРО ДПМН, која што е направена во континуитет од 2017 година па до денеска,
ние постојано, ако низ средствата за информирање, даваме знаци дека треба многу да се внимава за кадарот кој што ќе биде вработен. Треба да има посебни филтри, испитни комисии и после тоа да се вработува здравствени работници кои што ќе одговараат на потребите на здравството и да бидат со соодветно знаење кое што се разбира за подобрување на здравствените услуги кои што треба да ги дават. Така. Кој е одговорен за вработувањата по балансер? Па мислам дека е владата и министерството, зборам се за моето министерството за здравство. Балансерот мислам дека Што значи всушност балансерот? Балансерот значи дека нели од одреден етникум кој што треба да се вработат. Треба да има баланс, да се знае колкав е процентот на... тука се губат критериумите на... Да, и тука е најголемата и недоверба на граѓаните и најголемите забелешки се всушност. Балансерот е кажано исто така и од идниот премиер дека ќе биде укинат. Така. Да се надеваме дека ќе се исполнат и ветувањата, а и очекувањата кај граѓаните. Јас ќе си дозволам уште едно прашање пред Искра да ви го постави незиното прашање. Последниве години некако на граѓаните не им е јасно во Скопје, оние кои што живеат во Скопје, кога доаѓаат несакани моменти и итни наши потреби да се обратиме да одиме на итен преглед во тек на ноќ или било кога. Често пати имаме забелешки од наши гледачи дека кога одат во ургентен центар, во клиниката Мајка Тереза, таму ги одвраќаат, односно имаат впечаток дека не работи ургентниот центар и им велат ако е итно, одете во 8 септември. Значи, кога не би било итно, тие не би ни дошле до таму. Сигурно имаат некаков проблем, штом дошле до таму. Кој ургентен центар функционира во земјава и за какви потреби? Имаме хируршки ургентен центар, кој што ги изгрижува сите повредени неурохируршки болести кои што настануваат, мозочни удари, собраќајки, сето тоа е хируршкиот ургентен центар, кој што е во склоп на Тоа Рилоц. Точно е дека имаме проблем. Новата влада на ВМРО ДПМН се надевам која што ќе ја направат, Министерството за здравство во програмата овие 4 клиники кои што функционираат, значи ќе добијат добар раководен кадар кој што значи сите тие недостатоци ќе бидат надминати. Интернистичкиот хируршки центар пред некое време беше на клиниката за токсикологија. Он не работи повеќе, што значи дека ако дојде кај нас пациент кој што е со интернистички проблем, тоа значи дека има болки во градите, симптоми на инфаркт и било какви кои што не се хируршки за нас. Ама и бараат брза интервенција. И брза интервенција. Не ми е јасно зашто ги враќаат. Велат ако е итно, не работи. Да, луѓето буквално во прединфарктна состојба не знаат каде да се упатат. На клиниката за токсикологија таков ургентен центар. Но не работи. Кој што беше еден тип на триажа, стига пациентот и од тука лекарите проценуваат кај треба да се упати за хитност и го упраќаат. Сега таквите пациенти повеќе завршуваат на клиниката за кардиологија, каде што се прави, значи, доаѓаат и пациенти кои што не треба тамо да бидат, нели, нема филтер кој што ќе ги упати пациенти. Дали треба да иде на нефрологија, дали откажале бубрези, дали треба да иде на уво, носи грло или така. Значи немаме некој филтер. Поприлично сложено за навистина за граѓаните и верувам дека сите овие работи ќе се надминат. Ќе се надминат. Да се надеваме дека ќе биде така. Јас имам, докторе, неколку прашања од гледачите. Се надевам дека ќе дозволите. Ќе одиме со оние поопшти прашања, не можеме секако да навлеземе во сите.
Воглавно, прашањето е дали има рехабилитацијски центри за згрижување на пациентите по операција кај нас? Зависи за кои операции. Еве, за мојата проблематика, таков рехабилитационен центар, постоперативен, за згрижување имаме, но до едно ниво. Значи, до нивото кога после операција пациентот ќе остане кај нас, додека ние сите тие негови параметри ги донесеме до некоја нормала и после тоа тој пациент го пуштаме дома. Но, некои од пациентите се за отпуск и за продолжено домашно лекување, но некои пациенти бараат специјална нега која што ќе треба да биде од типот на физикална нега на пациенти со повреди на рбетниот столб, каде што имаме одземеност на екстремитетите, не може да мрда раце, нозе, кој што е многу голем терет таков пациент да го пратиш дома. А ние не можеме да го чуваме кај нас, затоа што веќе ни доаѓа нови пациенти и ние по книгата на медицина, после завршена операција, дадена сета лекарска нега, донесен пациентот во нормала на сите тие здравствени параметри, се отпушта дома. Имаме индиција, неколку хирузи, да покрај оваа програма која што е, иако затоа што е сепак нашата држава со ограничени средства, се надевам дека од кога ќе ги исполниме сите овие здравствени ветувања во платформата на ВМРО ДПМН, од кога ќе се формира владата и сето тоа, ќе имаме можност со тоа што ќе направиме, ќе го интегрираме клиничкиот центар во едно, ќе ги нема да имаме потреба од економски директори, значи нема потреба од економски директори, под една капа ќе бидат, ќе ги намалиме трошоците, ќе заштедиме пари, со тие пари ќе ги внесеме во здравството и ќе успееме, се надевам, да и покрај сите овие работи кои што треба да ги направиме, да направиме еден рехабилитационен центар кој што ќе ги згрижи, да немаме потреба да продаваат станови нашите граѓани на нашава земја, за да ги носат во странски центри, а тие странски центри се со одреден тип на рехабилитација, со високи цени, и тоа е навистина недозволиво за нашата. И не знам зашто до сега не сме успеале, покрај сите тие работи кои што се случуваат, ние да не направиме таков центар кој што ќе ги згрижи пациентите со тешки повреди на рбетниот столб и да им даде нега и грижа на овие пациенти. А прито тоа се наши граѓани кои што цел живот вложувале во здравствениот фонд. Секоја клиника, управен одбор, таму се трошат пари. Економски директори, таму се трошат пари. Немаме најнови лекови. Листата за лекови кои што не е проширена, не знам од кога. Секој министер кој доаѓа само кажува дека ќе ја прошири, никој тоа не го направил. Треба да се направат и да се донесат лекови кои што ќе бидат светски, нели, а не да се носат лекови за да се направат некои си профити, не знам какви профити, ама да заработи. И најновите генерации, не нешто што... Ги уверувам вашите гледачи дека ќе работиме за нив. Тоа само можам да кажам. И нашите гледачи и воопшто пациентите, затоа што секој еден од нас е пациент. Па, сите сме пациенти. Да, уште од раѓање. Како да се врати стручниот кадар во Македонија? Ќе го вратиме стручниот кадар со тоа што ќе условите ако се подобрат, предпоставувам дека самото тоа. Тоа сакам да го кажам. Ако се подобрат условите, верувам дека ќе се вратат сите. Повеќето од моите колеги се заминати поради нефункционалност на здравствениот систем. Не се заминати за повисоки плати. Јас сум еден од тие кои што само тоа ми смета, ништо друго не ми смета. Не ми смета мојата плата. Ако веќе ги покачуваме платите, тоа ќе биде на
техничарите, на сестрите, значи на персоналот кој што е најмногу оптеретен. Имаме 500 плюс 500 вработувања пишано во програмата. Сето тоа значи мора да го направиме. Специјализантите, кадрите млади ќе имаат специјална програма која што ќе им се зголеми, нели ќе има достоинствено финансиска да се земаат плата и ќе им бидат платени дежурствата. Исто така ќе се намалат административните работи. Нова платформа ќе се додае платформа на мој термин да нема многу работа административна за лекарите, така да има доста многу работи, а верувам дека многу од колегите ќе се вратат назад ако ние поставиме едно ниво на услови за здравствените работници. И заштитата, која што е многу битна, работиме под рентген апарати горе, значи мора да го заштитиме персоналот. Доктор, јас многу ви благодарам на ова ваше гостување, на овие информации што ги споделивте со нас. Ќе се видиме повторно, така? Откако веќе ќе се направат првите чекори, ќе се видат првите резултати. Да. Ви благодарам многу и јас и се надевам дека никогаш повторно на Македонија нема да и се случат скандали од типот на пожарот во Тетовската болница, скандалот од онкологија, каде што и во двата случаеви никој не понесе одговорност. Многу скандали имавме, така да веќе не знаеме кој да го спомнеме. Ако ништо друго добивте нови преведувачи на токсикологија, така, да. И благодарам многу. Благодарам и на вас. Ја поздравувам новата програма на партијата која ги доби овие избори и верувам дека навистина ќе ја вратиме вербата на граѓаните да се лекуваат во јавното здравство и да споделуваат со нас убави искуства од секој. Ја би сакал само да кажам на гледачите дека имаат лекари кои што ќе се грижат за нив и дека ќе се работи така како што треба да се работи. Верувам. Ви благодарам многу.